Председател на комора, вака индиректно, таргетирано помагање преку ваучери. Зошто да не биде разговарано тоа меѓу владата и коморите и синдикативе, да тие ваучери бидат насочени кај оние иматели на минимална плата. Еве, одреден ваучер до одредено месечно траење, од прилика од 2 до 6 месеци. 600 евра минимална и 100 евра зголемување на сите плати. Дали на ваков нов притисок, односно од инфлаторен шок, што би значило тоа? Дали има шанси тоа да се реализира? Тоа значи, ја те упаднав на идеја, тоа значи прво дека аргументацијата на синдикатите добива на значење, но невозможноста на бизнис секторот на владата да го задоволи тоа барање е уште поголем. Што значи конфликтот е заоштрен. Конфликтот е заоштрен, а мој предлог за облажување на тој конфликт, бидејќи јас сум припадник на таа теза, ако барате 47% покачување на минимална плата, треба да видиме колку се покачиле од другава страна, така, и приходите, и инфлацијата, и така. Мислам дека тоа, ако се случи сега, нема капацитетност макроекономијава тоа да го издржи. Па при ваков притисок, мислам дека тоа се вади од маса на дневна, за да го задоволиме, јас сега да можам да менеджирам, би отворил тема ваучери за сите иматели на минимална плата. Еве идеја. Зашто ваучери, а не кеш? Затоа што Кеш да има. 68.000 стигна минимална. Въпреки ќе помогнеш и на нафтениот шок. Маркет да се купи. Не, ваучери само да се Ама и доискаже. со ваучери може да се. Па наместо ваучери дај му За кеш. нафтени ваучери. Кеш. Добро. Не се доискажав доволно. Извини. Говорам за ваучери со кои што може социјално ранливите или оние иматели на минимална плата, сега веќе е 26.100, така ли? Од прилика на овој, ќе може да го олеснат точењето на нафта за своји потреби и на еден начин да олеснат трошок во самото семејство. И